Дани и прашува дали исхраната влијае на нивоата на стрес. Дани, многу влијае. Генерално, да, луѓето највеќе доживуваме стрес, особено во денешно време поради начинот на кој што живееме, многу динамичното случување на нешта, на различни настани, поради тоа што конзумираме премногу информации благодарение на интернетот и на многуте медиуми. Сето тоа ни влијае за да доживуваме одредени стресови во текот на денот, и кога се работи за исхраната, многу често луѓето бараат некогаш и утеха во исхраната или одредени пороци, мислејќи дека тоа ќе ги изрелаксира или ќе им го намали чувството на стрес, но дефинитивно не е така, затоа што изборот на храна кој што го правиме кога најчесто сме под стрес е многу веројатно погрешниот. На што всушност мислам? Најчесто луѓето кога доживуваат одреден стрес, и можеби во моментот доживуваат одреден шок, можеби често посегнуваат по многу шекери, многу масти или одредени пороци како алкохол и цигари, кои што како привидно да им го намалуваат стресот и им прават чувство на гратификација. Затоа и често и со луѓето јас кои што работам, многу често среќавам емотивно јадење. Тоа значи дека имам некаков стрес или можеби емоциите не ми се во ред и посегнувам по продукти кои што ми даваат моментално чувство на гратификација и можеби се чувствувам малку позадоволен, но има многу поголем контраефект подоцна, затоа што колку повеќе внесува шекер, процесирана храна која што директно влијае на хормонот инсулин, толку повеќе се експонира чувството на стрес и толку е поизразено. Затоа дефинитивно исхраната, директно на твоето прашање, влијае на стресот и дефинитивно избирањето на подобри продукти ќе придонесе за да побрзо се справиш со стресот. Иако, како шорткат, може би изгледа дека конзумирањето на одредено благо, грицка, алкохол, цигара придонесува за намалување на стресот, но тоа дефинитивно не е така и има многу поодложен и долготраен ефект врз нивоата на стрес.